Се потежок станува животот во државата, ниту најавата за стабилизирање на цените не влева оптимизам кај граѓаните. Инфлацијскиот товар од поскапените храна и струја е причина за речиси половина од населението живее во сиромаштија или е во ризик. 2,5 минимални плати минатиот месец биле потребни за да се покријат основните трошоци за едно 4-члено семејство. Граѓаните се револтирани, бидејќи јазот помеѓу минималната и функционерската плата е огромен. Они си ги качија, а за другите не треба да живеат. Само они треба да живеат. Пенсионерите имат многу мали пензии, а и работниците многу мали пензии. Така да моментално скапо е. Речиси 50% од доходот граѓаните го трошат за храна и станарина, за разлика од потрошувачката кошничка на Европската Унија, каде што храната и енергијата учествуваат со околу 30%, покажуваат податоците во последната анализа во публикацијата Квалитет на живот на Finance Think. Граѓаните сметаат дека допрва ќе стануваме зависни од увоз на храна. Незадоволството на земјоделците ги бркаат младите од селата, објаснуваат производителите кои денеска продаваа на штипскиот пазар. Не икет да работат без пари, кој сака да работи. И старите веќе не икет без пари. Нема и млади, нема кој да работи, затоа па се добри тие цени. Како што нема производство, значи супер се цените. А и ние нема да работам, нема за што да работам. Земеделието ќе оде у колапс во Македонија, това да го знае министерот за земеделие. Според истата публикација на Finance Think, нашата држава во четвртиот квартал минатата година по индекс на мизерија од 33,4 била трета во земјите од Европа. Пред нас се Босна и Херцеговина и Турција.